нивни расходи, комунални услуги, грејење исто така има, покачено е грејењето, јас сметам дека не сум сигурна, ама сигурно во тој дел е. Комуникација, транспорт, договорни услуги, други таковни расходи. Исто така и јас побарав уште лани, ако можеше да се расчлени барем на 4 шифри. Добро. Друг има прашање? На страна 6, значи имам уште, на страна 6, зголемено е... Не знам, значи да. Зголемено е, значи исто така, под приходи, кај што пише, на 15 милиони, значи 8 милиони, кој Зошто е тоа? Која шифра само? 40? Како? Да ги немам јас по... Над 48 тука. Истото е, да, 48, да. Па ги нема ставките, не можеме да читам. Некај 48 Зато барам буџетот да е во 6 цифри. 48 кај мене капитални расходи. Добро, ајде друго да прашам, значи да можеме да се разбериме. Ти немате и вие, под број 8 кај приходи, значи за зоната Петилеп сега немаме ни еден динар, така? 5 милиони имало лани, сега нема ни еден динар. Така или не е? Г1А. Изградба на конструкција на зона Петилеп. Така, значи во зоната годинава не имаме никаква активност. На страна 8. Приходи. Г1А. 5 милиони биле лани, сега имаме 0 денари. Значи предвидени биле лани, изградбата е предвидена и мора да се... Сега немаме средства, значи предвидено за зоната, значи ние ништо во зоната годинава нема да вложим. Можеме ние да во наредни повици да аплицираме, ние наши средства нема и претходно нема наши средства. Значи немаме средства фактички за зоната, тоа беше. После одиме на страна 11. Не, на страна 10. Плюс 200.000 имаме таму во јавна чистота. И 40 јавна чистота. Така, плюс 200.000. Добро. Зошто се зголемените? Тие нафтата зголемена 40%, требаше да биде цело ова зголемено за не за 200. Па немаме ние тука немаме подточки да видиме за нафта за колку се. Небитно, значи цела услуга е зголемена од комуналното кон нас. Јавна чистота е кон комуналното. Ние правиме трансфер од општински средства кон комуналното. Имаше 4 плати за доцнети, сега сме уште една борче. Имаше 3 милиони денари долг комуналното и сега 200.000 денари биле проблем. Добро, страна 11, ако може да се отвори. Кај приходи и ЈДО. Од 7.322 на 37 милиони, од кои 28 се кредит. Или да појасниме, 30 милиони плюс, тоа е 600.000 евра. И плюс тука имаме камата за овие 28 милиони денари, не знаеме точната камата, ако може да се каже од така. Од 4 до 5% не е склучен договорот, не е одобрено. Значи од 4 до 5% ќе види. Камата, да. Значи 600.000 евра плюс 5% за 28 на 15 милиони. години. Така, 2 години грејс период, 13 години за. И тоа тука да се појасни. Ќе се исплати улицата што требаше да не блокира, ќе се направат улици во населените места. Ќе се изградат. Одиме на страна 12. Треба да изградиме улици или не треба да изградиме? Борче, да асфалтираме, треба или не треба да асфалтираме? Јас прашувам првен дали имате пари или ќе заборчуваме. Значи јас сакам да одборчиме. Кредитираме, точно. Кредитирам. Не знам, јас не верувам така да ќе. 600.000, 700.000 таму со камата ќе фати ки знае колку. 28 милиони денари се околу 440.000. После одиме на страна 12. На страна 12. 1 милион денари за водовод. Мрежи, за водоводна мрежа. Каде тоа 1 милион денари? Предвидени се за цела година она што го побара за Лочарлија, цревото. Да, го побарав и за Црничани, затоа сакам да знам за каде. Водовод во Црничани, пример, треба негде да го се исплати. И тоа е тоа, тие милиони. Значи предвидени се за таквите села. Значи ќе има пари да почнеме нешто да градиме. Значи ќе има потреба за да може да се реагира, бидејќи водоводите
ако еве Уго што постави прашање, од 6 водоводи во 5 водоводи сменети се пумпите. Значи сменети се пумпите. Еве Никола нека каже ако има податок, значи 10 години, 12 години не беше смената возмени пумпата, се смена. Во Новоселани исто е нова. Во Моњо не среќа, значи украдија некој од имаме во општината, во селото и во Могила качачки банди што роварат, крадат по приватни имоти, по државни трансформатор, пумпи, електромотори, искрадија и таа. И не ја купив. Уште една И таа е натребова? Не, минатата година. Знам дека Значи, дадовме за за оваа незе башка година, пари. може ќе му текне и пак ќе западна. Пак ќе помина значи, сега. значи имаме милион денари. И трансформатор е набавен, Так. информација за сите, ако треба да ја пренесите, кажете му на тие што го искрадија, трепат што го крадија, ама сега ќе биде обезбеден, така да пренесете по совреме. И Милион денари, над милион денари е трансформаторот. И на страна во 13, претходниот буџет е. и на страна 13, значи ова што ме интересираше мене за канализационата од 580.000, значи е зголемено на милион и пол. Така. Сега тука со тие милион и пол дали е офатена станицата во Могила? Вака, станицата во Могила, во Скопје, во Битола, во Кукуречани, јас што ги знам, прочистител нема прочистителни станици. Значи цела фекалија оди директно во Вардар, цела фекалија оди директно во Драгор. Значи 25.000 евра или 30 последната набавка на тие како се викат микроорганизми, последната набавка пред не знам колку години била толку. Нема да се набави. Ќе се прави некоја друга начин, можеби ќе се предвиди негде средства, ќе се аплицира, да, ама сопствени средства нема да се набават, бидејќи Битола, Скопје немаат прочистителни станици директно од фекалите во Вардар и во Драгор. И кој рече ниста да ваква станица не функционира. И кажа самиот градоначалник дека нема технички прием самата Славко Велевски, технички прием нема канализацијата и прочистителната станица. Да ми зашто уклучуваме канализација? Ете тоа е тоа. Значи буквално 20 години. Кога не смееме да ја правиме приклучоци поќе. Ќе правиме приклучоци, секој кој сака да се приклучи 25.000 денари кошта. И тоа, да има дел кои се на диво врзани и на таа постапка почнуваме да се работи на терен, да се видат диво приклучени. Значи претходните 4 години некој му дозволувал да се приклучат на диво. Не плаќале комунали и претходно беше Борче советник, ама тогаш не го сметаше ни канализацијата, ни... Јас не можам да кажам кај има. Значи ако има негде, ни исклучете и кај мене сигурно нема. И како стигнавме до делот кај мене, кај тебе, апелирајте кон блиски, роднини пријатели, да се склати што се должи кон општината и кон комуналното, пред се. Дали имаме друго прашање? Ако не, точката ја ставам на гласање, кој е за? 7 за, против, воздржан 4. Точка број 22. Предлог одлука за одобрување буџетски календар за 2023 година. Дали некој има прашања? Точката ја ставам на гласање, кој е за? 7 гласа за, против, воздржан 4. Точка 23. Предлог одлука за усвојување измена и дополнување на годишниот план за јавни набавки за 2023 година на општина Могила. Дали имаме прашања? Доколку немаме прашање, истиот го ставаме на гласање, кој е за? 7 гласа за, против? Да. Против? Воздржан? 4? Против бевте ли? За, па тогаш се изменува. Уште еднаш. 8 за и 3 воздржан, така? Само да кажам, значи, не дека имав забелешки, дека гласат воздржано во другите предлог програми, немам забелешка, значи ваше убедување, ако не ги поддржите фактички, не треба ништо да направиме. Сам не ова е предлог програма, ова дополнување на предлог програмата за јавна набавка е за да дополнителни средства да обезбедиме за градинка. Значи
да не бидеме до таму, не сакам да влегвам во детали, а гласат е воздржани. Толку. И за сите проти ја. Во ред, ама нешто Да. конкретно што треба Да. утре да се направи, дека со рок сме и Андреана сработете го Маргарита одма да го потпише, да го пратите скенирано на Клара и да опуштим утре физичко. Точка 24. Предлог одлука за доделување на новогодишен подарок во трите училишта. Дали имаме прашање? Предвидени се 160.000 денари. 6500 како се. Добро, тоа изгледа со за 9. Да. Повелете. За колку подароци се работи за учениците? И по која цена ќе би подарокот? Значи по 100 денари. Мислам, тоа Добро. сега како што било претходно, така, ако не се лажам. Ние битно средствата да ги обезбедиме за да не касниме со спремањето на пакетчината. Така. Дали имаме друго прашање? Точката ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоена. Точка број 25. Предлог одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на повеќенаменско игралиште во село Трап. Дали имаме прашања? Ако нема, точката ја ставаме на гласање. Кој е за? Едногласно е усвоено. Исто предлог одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на повеќенаменско игралиште во село Нушпал. Дали имаме прашања? Точката ја ставаме на гласање. Кој е за? Точката едногласно е усвоена. Седницата е Пред да заврши седницата, може само уште нешто? Повелете. Дали може побрзо да се местат седниците, значи да се гледа, еве како ова, денешнава да биде клајана утре или други ден, ако и треба време, еве да ја ослободиме. И да биде целосна со логото на Могиба.